Она за што ќе зборуваме е дислексијата и начинот на кој што функционираат луѓето кои што имаат дислексија. Секако дека секој од нас треба да биде информиран и да знае што е дислексија, се со цел да не правиме одредени грешки во начинот на кој што во дадени ситуации постапуваме према овие луѓе. Многу повеќе за тоа зборува видеото кое што ќе го погледнете во продолжението и ќе ја најави нашата тема, а веднаш потоа ќе го представам мојот следен соговорник и она за што ќе зборуваме. I'm Brian, 35. I work 12 hours a day, 6 days a week. I earn just enough to scrap by. Just enough to provide my son with what he needs. Appropriate. 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 Pronounce it by yourself. Appropriate. It's not appropriate, it's appropriate. Appropriate. Again? Appropriate. How can you not know? You just said it yourself. Appropriate. Appropriate. How many times do I have to repeat? It's appropriate. 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 Are you even listening? Are you focusing? Do you understand? It's appropriate. I cannot stand this anymore. What else can I do? Another day, another complaint, another beating. Nothing changes. Maybe it's just stupid. Sir, your son hasn't completed his homework again. He hardly focuses, he can barely read, and he can't write properly. At the rate he's going, he's lucky if he even makes it out of here. How many times do I have to repeat myself, Brian? Over and over again, I keep telling you about mistakes and you don't try to rectify it. Why don't you listen to me, Brian? Do you even understand what I'm saying or not? Brian, why don't you answer me when I talk to you? My name is Joe and I don't like to go to school. No matter how hard I try, I will never do well. Okay, class, today I'm going to tell you the story of King Midas. King Midas was a rich king. He loved gold more than anything else in the world. One day, I while he struggle was to counting keep his up in gold class. coins, a fairy suddenly I'd rather not appeared be before here. him. King Midas, I'm here to give you a wish. I gotta watch a football match tonight. You? Sometimes I find it hard to find my way home, but no one understands. It's always like this. It's never good enough. This kind of stuff doesn't happen to anyone else. Maybe I'm just stupid. Hey, I brought home some snack for you. Do you want to eat them now? Hey, why are you crying, huh? There's no need to cry. I'm sorry I've been scolding you so much lately. I know it's hard, but you gotta try. You don't give up too, okay? We'll both try our best. Sometimes I want so badly to tell him things will get better, but I can't.
Не е ништо страшно да се има дислексија, меѓутоа како што кажав во најавата, треба сите ние да знаеме што значи тоа, се со цел да нема несакани ситуации, онакви какви што видовме во примерот од ова видео. А за овие нешта се грижи работата и активностите на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн, кои што редовно се тука на некој начин за да ни посочат и да не научат да не ги правиме овие грешки, а и лицата кои што имаат дислексија да се чувствуваат онака како што треба, а не да бидат на било кој начин оштетени или дискриминирани. Ова ќе биде наша тема на разговор и затоа тука му посакувам добри ден на Дамјан Николовски, претседател на Сдруженијето за дислексија Ајнштајн. Дамјан, добар ден и добри ден во Македонија денес. Добро најдов. Да, темата сме ја отвориле неколку пати досега кај нас во телевизија 24. Меѓутоа, еве твоето мислење кое е генерално после вашата веќе неколку годишна работа, се менуваат ли нештата и дали луѓето веќе во поголема мера знаат што е дислексија? Се менуваат работите дефинитивно на подобро. Има уште многу долг пат да се изоди, меѓутоа се движиме во добра насока. Луѓето се повеќе се информирани за дислексијата, прифаќаат дека дислексијата не е ништо страшно, што води во полза на сите оние дечиња кои што имаат дислексија. Да, верувам дека пред се за нив е најзначено да знаеме како да се така. однесуваме за да ги нема овие несакани ситуации. А што вели искуството, бидејќи знам дека сепак сте во комуникација со луѓето, со родителите, чии што деца имаат дислексија. Се случуваат ли навистина сериозни проблематични ситуации благодарение на тоа што во дадени ситуации луѓето не знаат како да се справат со оваа појава и ситуација? За жал имаме и такви ситуации. Наставниот кадар во Македонија е воопшто речиси не е обучен за дислексијата и тука настануваат тие проблеми, меѓутоа од друга страна па постои оној огромен интерес кај наставниците да дознаат повеќе за како да им помогнат на дечињата, почнуваат да препознаваат дислексијата кај децата и тоа е супер. Меѓутоа сепак бројот на наставници во Македонија е голем. Чекор по чекор, мислам дека за брзо време ќе успееме да ги обучиме сите наставници за оваа проблематика. Да, работите на тоа. Да. Впрочем, и во текот на нашиот разговор ќе позборуваме еве во продолжение за тие ваши активности. Сепак сакам да започнеме од она што ќе се случи скоро, односно веќе утре. 15 септември имате настан насловен Шарени умови, односно дислексијата и шарените умови. Па еве во оваа прилика да ни објасни за што станува збор. Настанот кој што ќе се случува утре со цел исполнување на некој начин на нашата мисија, односно подигнувањето на јавната свест за дислексијата и е дел од една низа на активности кои што Сдруженијето планира да ги превземе во следниот период, односно за штетното влијание од прекумерното користење на современите технологии врз развојот на децата, што мислам дека е една тема која што е многу важна, не сакаме доволно да ја посветиме внимание, бидејќи јас сум свесен и на сите нас ни е полесно на дечињата да им ги дадеме таблетите и телефоните во рака, бидејќи сме ние многу зафатени, меѓутоа исто така сме многу несвесни како сето тоа влие врз развојот на децата, што е навистина важно. Колку еве во овие случаи каде што нели имаме дечиња со дислексија, тој момент пречи и можеби да им создаде уште поголеми потешкоти за да ги ја надминат она ситуација во која што се наоѓаат. Наспроти тоа нели место да им се олеснат нештата, знае ли да ги отежнува? Ситуацијата има неколку страни, особено кај децата со дислексија. Од една страна тоа што современите технологии многу им помагаат на децата со дислексија. Имаме многу асистивна технологија, почнувајќи од оние најбазични Google пребарувачи кои што може да бидат voice search, да не мора детето да пишува, значи знаат да бидат многу корисни. А нормално штетното влијание е исто како кај сите деца, нема нешто што повеќе би штетело или помалку би штетело. Токму и затоа апелираме на умерено користење на современите технологии. Да, гледаме преку сликите дел од атмосферата на настани кои што вие ги организирате. Само уште некои детали што е предвидено таму да се случува и утре на овој настан, каква ви е програмата? Програмата за утрешниот настан ќе биде многу интересна, токму да ги анимираме малку децата да ги играат оние подзаборавени игри кои што се влечење со јаже, скокање во вреки, да играат плочка, брканица, да ја развиваме креативноста кај децата, да цртаат. Така што мислам дека ќе биде интересно. Да напоменам дека настанот е дел од
неделата која што е на недела на граѓански организации, која што е поддржана преку проектот на USAID за граѓанско учество. Да, само и уште еднаш да потсетиме за гледачите, настанот ќе се случува утре со почеток во 17 часот во градски парк кај споменикот Гоце Делчев. Претпоставувам дека се добре дојдени сите. Сите, да, ги поканувам сите да дојдат. Мислам дека ќе имаме одлична дружба, судејќи по тоа како поминале претходните слични настани, мислам дека ќе биде навистина одлично. Да, еве отворената покана до сите оние кои што не следат. Ти самиот спомена дека е многу важно луѓето кои што се дел од образовниот процес и тој кадар да биде подготвен и да знае како да ги препознае дечињата кои што имаат дислексија и потоа како да постапува со нив. Се со цел да не им представува одењето на училиште стрес и голема мака, туку напротив, со леснотија да се справуваат со сите нивни предизвици и тоа што треба да го savlaдаат. И на таа тема работите и организирате настани и обуки и едукации. Да го објасниме сега ова заради тоа што колку што можев да видам и стручни лица што ја знаат токму оваа проблематика се тука за да ги пренесат своите знаења. Така. До сега организиравме некаде околу 11 информативни семинари наменети претежно за наставниците, кои што помина супер низ цела Македонија, а сега на 14 октомври организираме еден малце поразличен семинар кој што се нарекува Пристап до генерација Z и Алфа. Повторно е во областа на образованието, односно современото образование. Ќе говорат професори за како да развиеме креативноста кај децата, како да ги мотивираме децата. Има тема дислексијата и дисграфијата како можна причина за слаб успех во училиште и имаме предавање за поддршка на децата со аутизам во образовниот систем. Битно е да напоменам дека на овој семинар имаме искусни професори од Филозофскиот факултет и имаме доктори од Република Србија кои што ќе говорат на оваа тема. Дали постои и одредени начини на кои што тука пак треба да си го пријават своето учество за интересираните? Така, на нашата веб страна и на нашата Facebook страна ги има сите детали за настанот и за начинот како може да се пријават. Настанот е отворен за сите заинтересирани граѓани. Да, тука интернетот, тука се социјалните мрежи, за се што не интересира, дознаваме таму. Уште нешто интересно на кое што работи вашето здружение е кампањата Изфурај се со дислексија. Ќе објасниме, меѓутоа имаме и за ова едно кратко видео кое што доста зборува. Ќе замолам и ќе побарам во режијата, доколку може и доколку ни е подготвено видеото насловено Изфурај се со дислексија, кое што говори токму за оваа кампања, да го погледнеме во продолжение, а потоа и да дадеме коментар за истото. Абе, што е во дислексија? Не знаеш што е? Немам појма. Никош не сум ти кажал дека јас имам. Не. А што е тоа? Еве изгуглај дислексија и цртка info.com и ќе дознаеш што е. Кај да отворам да видам. На овој инфоцит можете да ги пронајдете сите потребни информации за состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето, како што се дислексија, дискалкулија, диспраксија и дисграфија. На инфоцидот можете да се тестирате дали имате дислексија, да ги пронајдете методите за корекција на состојбите и техниките за самопомош, како и можност да ги споделите сопствените искуства и да запознаете нови луѓе преку интерактивниот форум. Токму со инфоцидот за дислексија, зголемете го вашето знаење. Јас знам што е дислексија. Јас знам што е дислексија. Јас и Леа знаеме што е дислексија. Ние знаеме што е дислексија. Ти знаеш што е дислексија. Изфурај се со дислексија. Да, сите ние треба да знаеме всушност што е тоа дислексија, а како што кажав и во најавата, за тоа ни помагаат активностите и залагањата на Здруженијето за дислексија Ајнштајн. Дел од сето тоа е токму и оваа кампања Изфурај се со дислексија, па што се е всушност дел од оваа кампања и зашто е наменета конкретно? Кампањата е пред се дел од проектот Инфоцид за дислексија, кој што е исто така поддржан преку проектот USAID за граѓанско учество. Проект кој што е од исклучителна важност за нас и за средношколската популација во Македонија. Во досегашната стратегија, работна стратегија на Здруженијето, таа популација, средношколците, не беа нешто многу фатени.
Затоа од оваа година се решивме фокусот да го ставиме токму на нив и затоа е овој проект. Да ги информираме средношколците што представува дислексијата, дисграфијата, дискалкулијата и диспраксијата преку еден интерактивен веб портал кој што го создадовме, на кој што има исто така интерактивен форум каде што сите ќе може да си зборуваат за овие проблеми, да ги кажуваат своите проблеми, да побараат совети и така натаму. Битното е што преку овој проект го направивме и првиот тест за дислексија во Република Македонија, достапен е на веб страната dislexiainfo.com, каде што може секој кој што сака да се тестира дали има дислексија и веднаш да ги види резултатите. Да, ние сме зборувале за тоа дека всушност голем дел од луѓето можеби и не се свесни дека имаат дислексија, веројатно тоа зависи од степенот на моменти каде што тоа можеле да го воочат. Па моето прашање е има ли барем досега некои интересни реакции во смисла луѓе кои што не очекувале, а се тестирале, да се најдат изненадени од резултатот? Да, дефинитивно. Обично тоа се луѓе кои што од некаде слушнале нешто за дислексија, па некој знак приметиле кај себе, па кајде чекај се јавуваат кај нас во здруженијето многу често имате ли тест, ние до сега немавме тест, еве сега го имаме и ми е многу интересно знаете, Стивен Спилберг има изјавено како дислексичар, на 65 години дознал дека има дислексија. Кога дознав за мојата дислексија, конечно го склопив и последното парче од мозаикот кој што недостасуваше целиот мој живот. Така што веројатно и другите луѓе така се чувствуваат, знаат дека има нешто што е поразлично, меѓутоа никогаш не биле свесни за тоа. Да, и обично се многу задоволни кога ќе дознаат за својата дислексија. Да, сакам, бидејќи еве си овде говориме за вашите активности, сепак сме споменувале до сега, но каде се прават најголемите грешки према лицата кои што имаат дислексија? Да наброиме барем дел, се со цел гледачите кои што не гледаат доколку се пронедат во некоја од нив, да не им се повторуваат тие грешки или тие ситуации. Ќе почнеме ајде од родителите. Голем дел од родителите не се свесни за дислексијата и не се свесни дека можеби нивното дете има дислексија, туку постојано го форсираат дека мора да учи, дека мора да чита, детето упорно ги има тие проблеми. Има проблеми со концентрацијата, има проблеми со читањето, пишувањето, а форсирањето од страна на родителите навистина многу тешко го доживуваат овие деца и најчесто нема да вроди со никаков ефект. Затоа апелирам до родителите кои што имаат дечиња кои што се соочуваат со било какви проблеми во учењето, да се обратат кај нас во здруженијето, ние стоиме на располагање за секакви совети и помош. Потоа и до наставниците, нормално и покрај големиот интерес на наставниците, како што кажав, имаме многу наставници кои што не се информирани и кои што прават навистина многу штета за овие дечиња. И накратко само како за крај да ги споменеме и возрастните, што е со луѓето кои го имаат дислексија, сепак се дел од одредена работна атмосфера, имаат сопствено работно место, што волат искуствата, дали во одредени ситуации имаат потребната поддршка и разбирање од колегите и посебно од работодавците? Како што кажавме претходно, дислексичарите повозрастните обично не се свесни дека имаат дислексија, така што и веројатно во работната средина ни колегите, ни работодавците не го знаат тоа. Меѓутоа, од луѓе кои што се вработени имаат дислексија, не сум слушнал некој да има посебен проблем. Обично има толеранција, тоа сум разговарал со актери од кај нас кои што имаат дислексија, кои што вика, да, на колегите мои ми е тешко кога ќе треба јас да читам, затоа што тоа ќе потрае 2 часа повеќе од останатите, меѓутоа нели имаат разбирање, бидејќи не е апсолутно ништо страшно, само треба трпение да се има. Да, знаеме дека дел од нив отворено говорат за оваа ситуација, што е за секое поздравување, затоа што тука се да ги охрабрат сите оние кои што ја делат истата. Дамјан, овој пат времето за разговор тука ни истекува, меѓутоа сакам уште еднаш да ти се заблагодарам и да ја поздравам вашата работа, затоа што сте тука на сите нас да ни покажете колку е важно да знаеме што значи дислексија, дека тоа не е ништо страшно. Благодарам многу уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата.
Ќе потсетам уште еднаш за заокружување на разговорот дека сите вие кои што сакате да бидете дел од настанот што го организира Сдруженијето Ајнштајн, можеби да дознаете малку повеќе што значи тоа да се има дислексија. Имате можност тоа да го сторите утре на 15 септември во 17 часот градски парк кај споменикот Гоце Делчев и вие можете да бидете дел од настанот Шарени умови. Тука го заокружуваме и овој дел, ќе го погледнеме рекламниот блок, а потоа продолжуваме со нашите содржини.